Луѓето од Зив дојдоа кај Саул и му јавија: Давид се крие во Ехелското брдо спроти Гесимон. Тогаш Саул тргна на пат и слезе во пустината Зив, а со него 3000 избрани израелци, за да го бара Давид во пустината Зив. Саул се влогори во подножието на Елхелското брдо, што е спроти Гесимон. Покрај патот, Давид, кој престојуваше во пустината, забележа дека Саул дојде онаму за да го гони. Потоа Давид испрати согледувачи и научи дека Саул навистина дошол. Давид се крена и дојде до местото каде што се влогорил Саул. Таму Давид го стогледа местото каде што спиеја Саул и Авенир, синот Ниров, неговиот војвода. Саул спиеше среде логорот, а војската лежеше во круг околу него. Давид им се обрати на хетеецот Ахимелех и на Ависај, синот Серуин, а брат Јоавов, и им рече: кој ќе дојде со мене во логорот се до Саул? А Ависај одговори: јас ќе дојдам со тебе. И така Давид и Ависај стигна ноќта до војската, и ете Саул лежеше и спиеше во логорот, а неговото копје беше закачено во земјата кај возглавието. Авенир и војниците лежеа околу него. Тогаш Ависај му рече на Давид: денес Бог ти го предаде твојот непријател во твои раце. Затоа сега дозволи да го прободам за земјата со неговото сопствено копје, со еден единствен удар. Друг не ми треба. Ама Давид му одговори на Ависај: не го убивај, зашто кој ќе ја подигне својата рака на господовиот помазаник и ќе остане некаснет. Уште продолжи Давид: живиот ми Господ и Господ ќе го удри, или ќе дојде неговиот ден да умре, или ќе отиде во бој и ќе загине. Да не ми даде Господ да кренам рака на господовиот помазаник, туку земи ги сега копието што му е кај возглавието и садот за вода, па да си одиме. И Давид ги зеде копието и садот за вода што беа кај Сауловото возглавие, и тие си отидоа. Никој ништо не виде ни забележа, никој не се разбуди, туку сите спиеја, зашто сврснив падна длабок сон од Господ. Давид помина на другата страна и застана на врвот на гората на некоја далечина, така што меѓу нив беше големо пространство. Тогаш им викна на војската и на Авенир, синот Ниров, вака: зар не ке се одзвиеш, Авенире? А Авенир се одзва и праша: кој си ти што го вознемируваш царот? А Давид му одговори на Авенир: не си ли ти јунак и кој ти е рамен во Израел? Па зошто тогаш не го чуваше царот, својот господар? Еден од војните слезе до вас за да го убие царот, твојот господар. Не е убаво тоа што го направи, така ми живиот Господ. Заслуживте смрт што не го чувавте својот господар, господовиот помазаник. Погледај сега каде е царевото копје и каде е садот за вода што му беше до возглавието. Тогаш Саул го позна Давидовиот глас и праша: дали е тоа твојот глас, сине Давиде? А Давид одговори: да, цару господару, и продолжи: зошто мојот господар го гони својот слуга? Што сум сторил? Каква вина е во мојата рака? Затоа сега мојот господар и цар нека удостои да ги сослуша зборовите на својот слуга. Ако Господ те крева против мене, нека биде ублажено со приносница. Ако тоа го прават човечките синови, нека бидат проклети пред Господ. Зашто ми истераа, така што не можам да имам дел во Господовото наследство? Како да ми споруваа: оди, служи им на тугите богови. Затоа мојата крв нека не падне на земјата далеко од Господовото лице, зашто Израелевиот цар излезе во лов на мојот живот. Како кога некој гони еребица по планината. Тогаш Саул рече: сгрешив, врати ми се, сине Давиде, не ке ти правам веќе зло, кога мојот живот денес беше толку мил во твоите очи. Да, работев безумно и тешко сгрешив. А Давид одговори: еве го царевото копје, нека дојде еден од момците и нека го земе, а Господ ќе му врати секому според неговата правда и според неговата верност. Денес Господ те предаде во мои раце, ама не сакав да кренам рака на Господовиот помазаник. И ете, како што денес твојот живот беше мил во моите очи, така мојот живот нека биде мил во Господовите очи, и Господ нека ме избави од секоја неволја. А Саул му викна на Давид: биди ми благословен, сине Давиде, без друго ќе го извршиш своето дело и ќе успееш. Потоа Давид се отиде по својот пат, а Саул се врати во своето место. Давид си рече во себе си: сепак ќе загинам еден ден од Сауловата рака, затоа нема ништо подобро за мене туку да се спасам во земјата на филистејците. Тогаш Саул ќе прекрати да ме бара натаму по сите Израелеви краеви и ќе се избавам од неговата рака. И така Давид се крена и помина со 600 луѓе што ги имаше кај Ахис, синот Маохов, цар на Гат. Давид се настани кај Ахис во Гат, тој и неговите луѓе, секој со своето семејство, а Давид со своите две жени, Езраелката Ахиноама и Авигеја, наваловата жена од Кармил,
Кога Саул научи дека Давид избега во град, веќе не го гонеше. Давид му рече на Ахиса: ако најдов милост во твоите очи, нека ми дадат место во еден град во земјата, за да се населам во него. Зошто твојот слуга да живее кај тебе во царскиот град? Во истиот ден Ахис му го даде Сиклаг. Затоа Сиклаг им припаѓа до денешен ден на царевите на Јуда. И Давид остана во филистејската земја 1 година и 4 месеци. Давид со своите луѓе излегуваше да ги ограбува гесурците, герзејците и амаликците, зашто тоа беа древни жители на земјата од Телам преку Сур се до египетската земја. Давид ја запустуваше земјата, не оставајки во живот ни маж ни жена. Ограбуваше овци и говеда, ослици, камили и облеки и се враќаше да му го донесе се тоа на Ахис. Ахис го прашуваше: каде ограбувавте денес? А Давид одговараше дека ограбувале во јудиниот Негев или во ерамеилскиот Негев или во кенејскиот Негев. Давид не оставаше во живот ни маж ни жена за да ги доведе во Гад, зашто мислеше би можеле да не обвинат и речат: Давид правеше така, имаше таков обичај за сето време додека престојуваше во филистејската земја. Ахис поверуваше на Давид и велеше во себе: толку се замразил со својот народ Израел, затоа ќе ми биде слуга довека. Во она време филистејците ги собраа своите чети за војна против Израел. И Ахис му рече на Давид: знај дека ќе идеш со мене во војска, ти и твоите луѓе. А Давид му одговори на Ахиса: добро, сега ќе видиш што ќе направи твојот слуга. А Ахис му одговори на Давид: добро, затоа ќе те поставам да бидеш мој чувар довека. Самуил беше умрен и сиот Израел го оплака тажејки по него. Го закопаа во неговиот град Рама, а Саул ги беше истерал од земјата сите повикувачи на духови и врачеви. Додека филистејците се собираат да дојдоа и се влогорија кај Суним, Саул ги собра сите израелци да се влогори во Гелвуе. Кога Саул го здогледа филистејскиот логор, се исплаши и срцето му затрепери. Саул го праша за совет Господ, но Господ не му даде одговор, ни во соништата, ни преку Уримот, ни преку пророците. Затоа Саул им рече на своите слуги: побарајте ми жена која повикува духови, за да одам кај неа и да ја прашам. А слугите му одговорија: еве, во Ен-Дор има жена која повикува духови. Тогаш Саул се преправи, облече други облеки и отиде со 2 човека и дојде ноќе кај онаа жена и рече: да ми вражаш со помош на дух и повикај ми го оној кого што ќе ти речам. А жената му одговори: па ти знаеш што направи Саул и како ги истреби од земјата повикувачите на духови и вражалците. Зошто му поставуваш цапица на мојот живот за да ме погубиш? А Саул и се заколна во Господ говорејќи: така ми живи од Господ, не ќе бидеш ништо виновна за ова. Тогаш жената запраша: кого да ти го повикам? А тој одговори: повикај ми го Самуил. Кога жената го здогледа Самуил, извика гласно, а тогаш му рече на Саул: зошто ме измами? Та ти си Саул. А царот ја одговори: не бој се, туку што гледаш? А жената му одговори на Саул: гледам нешто божествено што се дига од земјата. Саул ја праша: какво му е обличието? А таа одговори: излегува старец, наметнат со плашт. Тогаш Саул созна дека е тоа Самуил, па падна со лицето на земјата и се поклони. Самуил го праша Саул: зошто го замати мојот мир, повикувајќи ме горе? А Саул одговори: во голема неволја сум, зошто филистејците завојуваа против мене. А Бог се заврте од мене и не ми одговара веќе, ни преку пророците, ни во соништата. Затоа те повикав тебе, за да ме поучиш што да правам. А Самуил одговори: зошто ме прашуваш мене, кога Господ се одвратил од тебе и ти станал непријател? Господ ти направи како што ти кажа преку мене. Го истрга царството од твојата рака и му го даде на твојот соперник Давид. Зашто не ги послуша Господовите зборови и зашто не го изврши неговиот жесток гнев врз Амалик? Затоа Господ ти направи вака денес. Господ ќе го предаде заедно со тебе и Израел во филистејските раце. Утре со своите синови ќе бидеш со мене, а и војската Израелева Господ ќе ја предаде во филистејски раце. Саул беше опфатен од ужас и падна на земјата колку што е долг. Го опфати силен страф од Самуиловите зборови и му ја потснема силата, зашто не јадеше ништо цел ден и цела ноќ. Кога онаа жена дојде кај Саул и забележа како е сиот исплашен, му рече: ете, твојата слугинка го послуша твојот збор, го ставив својот живот на коцка и ги послушав твоите заповеди што ми ги наложи.
Затоа сега послушај го и ти зборот на својата слугинка, дозволи да ти пружам залак леп, јади, за да се врати силата и да можеш да тргнеш по својот пат. Но тој не кеше, туку рече, не ке јадам, ама кога го сафатија неговите слуги, заедно со жената ги послуша, стана од земјата и седна на постелата. Жената имаше дома теле за гоење, го закла брзо, потоа зеде брашно, го замеси и испече бесквасен леп. Потоа стави се пред Саул и пред неговите луѓе, откако јадоа, станаа и уште у истата ног тргнаа назад. Филистејците ги собраа сите своји чети во Афек, а израелците го поставија својот логор кај изворот во Езраел. Филистејските кнезови поминуваа со своите стотини и илјади, а Давид и неговите луѓе одеа сосем на крај со Ахис. Филистејските кнезови прашаа, што сакаа тука овие евреи? А Ахис им одговори на филистејските кнезови, па ова е Давид, слугата на израелскиот цар Саул, веќе година, 2 е кај мене. Ама не најдов на него ништо сомнително од оној ден кога пребега кај мене па до денешниот ден. Но филистејските кнезови пламнаа на него и му рекоа, испрати го тој човек назад, нека се врати во местото што си му го определил. Нека не иде со нас во бојот, за да не се сврти против нас во бојот. Со што тој пак би му се замилел на својот господар, ако не со главите на овие наши луѓе. Тоа е оној из Давид за кого што се пееше играјки Саул порази илјади, Давид десетини илјади. Тогаш Ахис го повика Давид и му рече, живеот ми Господ, ти си чесен и мене, ке ми беше мило да ме придружуваш по движењата на мојата војска, зашто не најдов никакво зло врз тебе од оној ден кога дојде кај мене па до денешниот ден, ама не си мил во очите на кнезовите. Затоа сега врати се и оди си со мир дома, за да не ги расположиш филистејските кнезови. Давид му одговори на Ахиса, та што сум сторил и што си забележал на својот слуга од оној ден кога стапив во твоја служба па до денешниот ден, за да не можам да одам да се борам со непријателите на својот господар, цар. А Ахис му одговори на Давид, ти самиот знаеш дека си ми мил во моите очи, како Божи ангел. Ама филистејските кнезови рекоа, нека не иде со нас во бој, затоа станете рано наутро ти и слугите на твојот господар, кои што дојдоа со тебе, и така кога ќе станете рано наутро, штом се раздени, ќе си отидете. Така Давид со своите луѓе стана рано и тргна веднаш наутро. И се врати во филистејската земја, а филистејците отидоа во Езраел. Кога Давид со своите луѓе стигна на третиот ден во Сиклаг, а тоа амаликците беа нападнале во Негев и на Сиклаг, го ограбија Сиклаг и го спалија со оган. Ги заробија жените и сите кои што беа таму, мало и големо, не убија никого, туку само одведоа робови и се отидоа по својот пат. И така, кога Давид со своите луѓе дојде во градот, видоа дека градот е изгорен, а нивните жени, нивните синови и нивните кирки одведени во робство. Тогаш Давид и луѓето кои беа со него го кренаа гласот и плачеа додека не им ја снема силата за плачење. И двете Давидови жени беа одведени во робство, Езраелката Ахиноама и Авигеја, Наваловата жена од Кармил. Давид се најде во голема неволја, зашто луѓето почеа да зборуваат дека ќе го каменуваат, бидејќи сите беа огорчени, секој заради своите синови и заради своите ќерки, но Давид се охрабри во Господ својот Бог. Давид му рече на свештеникот Авијатар, Ахимелеховиот син, донеси ми го ваму наплекникот, ефодот. И Авијатар му го донесе на Давид наплекникот. Тогаш Давид го праша Господ за совет, верејќи дали да тргнам во потера по оние разбойници и дали ќе ги стигнам, а тој му одговори, оди во потера, зашто навистина ќе ги стигнеш и ќе ги избавиш плениците. И Давид тргна со 600 луѓе кои беа со него и дојдоа до потокот Восор. Од тука Давид со 400 луѓе ја продолжи потерата, а останаа 200 луѓе кои беа таму уморни, што не можеа да поминат преку потокот Восор. Во полето најдоа еден египетец, го доведоа кај Давид, му дадоа леб да јаде и вода да пие. Му дадоа дел од низаниците смокви и 2 грозда суво грозие. Кога го изеде тоа, се закрепна, зашто 3 дни и 3 ноќи немаше јадено леб и немаше пиено вода. Тогаш Давид го праша, чиј си и од каде си? А тој му одговори, јас сум египетец, слуга на еден амаличанин. Мојот господар ме отстави зашто се разболев пред 3 дни. Бевме навлегле во Херетскиот Негев и во Јудејскиот Негев и во Халевовиот Негев, а Сиклаг го запаливме со оган. Давид го праша, сакаш ли да ме одведеш при таа разбойничка дружина? А тој му одговори, заколни ми се во Бога дека нема да ме погубиш и дека нема да ме предадеш во рацете на мојот господар, па ќе те одведам кај нив. И така го одведе. И ете, тие беа
распрснати по сиот оној крај, пиејки и славејки прослава заради сиот голем плен што го одзедува од филистејската земја и од јудината земја. И Давид почна да ги бие и ги поразуваше од примрак до вечерта на другиот ден, извршувајќи врз нив клето уништување. Никој од нив не се избави, освен 400 момци кои ги јавнаа камилите и избегаа. Така Давид избави се што го грабнаа амаликците, и двете своји жени ги избави Давид, и ништо не им снема од најмалите работи до најголемите, од пленот се до синовите и керките. Се им беше грабнато, Давид врати се. Тогаш ги зедоа сите овци и говеда, ги дотераа пред него, викајќи ова е пленот Давидов. Кога Давид дојде кај оние 200 луѓе кои што беа изморени, па не можеа да одат под Давид и кои што тој ги остави кај потокот во Сор, тие им слегоа пресред на Давид и на неговата чета. Откако им се приближија на Давид и на четата ги поздравија, тогаш прозборуваа сите злобници и нистожници меѓу луѓето кои одеа со Давид и рекоа, бидејќи не идеа со нас, да не им даваме ништо од пленот што го избавив, туку само секому неговата жена и неговите деца нека ги поведат со себе и нека си одат. Но Давид рече, не правете така, браќа мои, по она што ни го даде Господ, тој не чуваше и ни ја предаде во рацете разбойничката дружина што беше излегла против нас. Кој ќе ве послуша во тоа? Зашто каков е делот на оној кој оди во бој, таков е делот на оној кој останува кај товарот. Сите нека имаат еднаков дел, така останува од тој ден натаму. Давид го направи тоа со одредба и закон во Израел се до денешниот ден. Кога Давид дојде во Сиклаг, им испрати дел од пленот на старешините на Јуда, според нивните поединечни градови со пораката, еве за вас подарок од пленот на господовите непријатели, на оние во Ветил, на оние во Рама, во Негев и на сите во Јатир, на оние во Ароир и на оние во Сифмот, на оние во Естемо, на оние во Ракал, на оние во ерамеилските градови и на оние во кенејските градови, на оние во Орма, на оние во Хор Азан и на оние во Атах, на оние во Хеврон и во сите оние места во кои што доаѓал Давид со своите луѓе. Филистејците завојуваа против израелците, а израелците избегаа пред нив и паѓаа убиени по гората Гелвуе. Филистејците ги стигнаа Саул и неговите синови и ги погубија Сауловите синови, Јонатан, Авинадава и Мелхисува. Бојот стана пожесток околу Саул. Го изненадија стрелци со лакови и тој падна тешко ранет од стрелците. Тогаш Саул му рече на својот оруженосец, излечи го својот меч и прободи ме, за да не дојдат тие необрезаници та да ме прободат и ми се наругаат. Ама неговиот щитоносец се исплаши и не сакаше да го направи тоа. Затоа Саул го зеде мечот и се фрли на него. Кога оруженосецот виде дека Саул умре, се фрли и тој на својот меч и умре со него. Така во тој ден загинаа заедно со Саул неговите 3 сина, неговиот оруженосец и сите негови луѓе. Кога израелците кои беа на другата страна на долината и на другата страна на Јордан видоа дека израелите синови избегаа и дека Саул загина со синовите, ги оставија своите градови та се разбегаа. Филистејците дојдоа и се населија во нив. Кога утреден дојдоа филистејците за да ги ограбат победените, ги најдоа Саул и неговите 3 сина каде што лежат на гората Гелвуе. Тие му ја одсекоа главата и го симнаа од него оружјето што го испратија по сета филистејска земја, јавувајќи им ја веселата вест на своите идоли и на народот. Потоа го ставија оружјето во Астартиниот храм, а Сауловото мртво тело го приковаа врз зидот на градот Ветсан. Но кога оние во Галатскиот Јавис чуја што направија филистејците со Саул, станаа сите храбри луѓе и откако одеа цела ноќ ги зедоа Сауловото мртво тело и телата на неговите синови од зидот на градот Ветсан, па ги донесоа во Јавис и таму ги изгореа. Потоа ги зедоа нивните кости и ги закопаа под давот во Јавис и постоја 7 дена.